Možda i ne trebаше да станам јутубер. Možda се зајавав. Дојав до таа возраст кај што почнаа да ме мава не анксиозност, не сум ја вознемирен, али почнав да се запрашувам сам себе дали е ова стварно срањето што сакам да го правам, дали сум ја готов као венчан за YouTube, музика и видеопродукција, пошто реално тие ми се годините. Преди мач тоа што ќе одберам сега да бидам, most likely е дека ќе го правам до крај на живот, мислам, не мора да значи, али реално толку мислам како го потроши времето на испробување нови ствари. Најав еден тест што е као некој советодавач за твојата кариера. Мислам, не е од оние стилот на која баничка од Силбо си ти. Такви не решавам од доста очигледни причини. Сите ги имам решено. Ово е направено од дечките од Brainster, мислам, ипак е онлайн квиз, као нема ја да му влезам со две нозе, али ме интересира дали барем од прилика сум на прав пат со мојата кариера во однос на тоа што моментално го работам. Мислам, можете ќе беше боле да го решам квизов од четврта средно, али еве, не ми е толку касно да ти имам сега, не сум толку стар, не дупити. Што ќе бидеш кога ќе некога ќе пораснеш, сега кога порасна. Зашто бе ми плескаш одма со факти? Прв дел е прашање за тип на личност, има 32 прашања, 14 минути, многу е брат. Преку првиот дел од овој квиз ќе откриеш на кој од 16 типови на личност припаѓаш. Секој од овие типови на личност носи своји карактеристики и силни страни кои најдобро се поврзуваат со одредени професии. Во овој сет на прашања ќе треба да одбереш кон што си повеќе наклонет на скалата од 5 точки помеѓу двете крајности на една карактеристика. Некаде ова нешто го имам учено на некој од двата факултети на кои што сум некогаш бил. Ти реков требаше и четврта средна да го решам, може никад немаше ни да се запишам на факултет. Немаше да правам такви глупости во животот. Кон прашањата? Извини брат, нема ти да бидеш бел. Dark Reader on. Sorry, не можам толку блештење да гледам. Избери, правиш листи, се потпираш на меморија. Пробувам да правам листи, ама поише се потпирам на меморија. Тука негде сум. Проверуваш, веруваш. Доста верувам, ама поише проверувам, мислам, ќе отворам Twitter, нели таму се најлегит информации за светот. Не, проверувам, стварно проверувам. Досадно ти е кога си сам, сагаш време за себе. Никад не ми е досадно кога сум сам. Не, затоа многу лесно го поднесов и карантинот и све ова. Обожавам да сум сам. Кога сум со Кике се рачуна кога сум сам. Ги прифаќаш работите какви што се, не си задоволен од работите како што се. Ги прифаќам, ама се стремам да сменам колку што можам да сменам. Порано поише, ама уште сум таков, реално, мислам, не може колку може карактерот да ми се смени за неколку години, нели. Ја држиш собата средена, оставаш работи. Гледаш кај ми е маусот више. Тоа што оставам работи на секаде не ме прави да бидам несреден човек, туку јас тоа го дефинирам како уметност и колку повеќе се правдам ја губи поентата, оставам работи на секаде, факат, тоа е тоа. Изреката како робот си те навредува, се стремиш да размислуваш механички. Не ме навредува, ама тука сум, од центар сум. Мислам, не ме навредува, не ќам да бидам као робот, ама сум делумна као робот. Енергичен, смирен. Прашаја публиката, не знам. Порано сум бил поенергичен, сега сум поише смирен, така да ќе заокружам тука негде, затоа што уште сум во некој период на транзиција, можам да кажам. Преферираш прашање за окружување, преферираш прашање со раскажување. Увек сум ги сакал у школа прашањата на заокружување, ама сега обожавам да зборам и да го тупам до максимум, колку што имам време, онака да си доплатам за уште малце време би дал така да прашање со раскажување. И Кике, доста ти титка компјутерот, ке ти го сгазам. Дали сум хаотичен или организиран? Лесно се навредуваш, не се навредуваш лесно. Многу дискутабилно, уопште не се навредувам, ама имам нешто у себе што ме навредува, така да тука негде пред крај. Најдобро работиш во група, најдобро работиш сам. Затоа све касно. Се фокусираш на сегашноста, се фокусираш на иднината. Тука сум, у средина. Планираш многу однапред, планираш во последен момент. Тоа што ја планирам однапред не ми помага нешто многу, затоа што пак допланирувам до последен момент, кога почињам со време, ама завршувам многу касно, така да пасувам у средина. Сакаш луѓето да те почитуваат, сакаш луѓето да те сакаат.
Следете ме на Twitter за повеќе непопуларни мислења. Забави ти ја празната енергијата, забави ти ја полната енергијата. Уште сум во период на транзиција. I can't. Се вклопуваш, се издвојуваш. Доста лесно знам да се вклопам. Не ти го разбирам прашањето, сори. Као, тоа е. Си ги држиш опциите отворени, се врзуваш. Сум ги пробал и двете и подеднакво се осеќам, така да ништо, неутрален сум. Саеш да бидеш добар во поправање работи, саеш да бидеш добар во поправање луѓе. Ништо не знам да поправам. Ништо, јас сум најнемашкиот домакин. Така да луѓе, да, дефинитивно луѓе, мислам, многу солам памет. Но, али стално мислам добро. Никад не сум солел памет мислејќи лошо на било кај. Зборуваш повеќе, слушаш повеќе. Многу зборам, ама знам и да слушам. Сепак поише Нема бе, у средина сум. Кажуваш што се случило на одреден настан, го кажуваш значењето на одреден настан. Шо? Не сум доволно интелигентен за прашањето, ама не дека не ги раскажувам случките, интересно ми е да кажувам ако има блесави случки на одреден настан, ама побитно ми е значењето. Побитно ми е дефинитивно. Веднаш ја завршуваш работата, одложуваш до последен момент. Тука си колку пари ќе ви дадат. Колку поише пари, толку побрзо ќе ја завршам. Така да, тука сум. Го следиш срцето, го следиш разумот. Фак срце. Срцето работи благодарение на мозокот. Можам двочасовен подкаст да направам на темава. Тука имам еден ноут запишано, што е многу долг. Не икам да сайдтракнувам од квизот, али ние постоиме благодарение на нашиот мозок. Сите органи, све не работи благодарение на нашиот мозок. Толку, доста. Ова беше тизер за мојот нов подкаст. Двочасовен или повеќе. Седиш дома, излегуваш. Невискочено со месеци. Ја гледаш големата слика, навлегуваш во детали. Повеќе од што е потребно да имаше тука кругче, тука ќе селектирав. Импровизираш, се подготвуваш. Па ја кажам, период на транзиција ми е, ама тука сум. Моралот го базираш на праведност, моралот го темелиш на сочувството на другиот. Предолго го размислав прашање во однос на тоа, што одлучив да го одговорам. Не сакаш да викаш многу гласно, да се довикуваш со некој далеко ти доаѓа природно. Situational, али у принцип не сакам да викам. Теоретски, практично. Обожавам теорија, ама додека не се претвори у практика, you can't do shit, pad. Ќе го селектирам ова и нема да објаснам зашто. Work hard, play hard. Не знам, премногу mixed feelings имам за ова. Као поише сум work hard, ама не она роботско work hard. Дури и да не се сработи ништо на крај, дури и да нема никаков продукт, пак сум да се работи. Може јас сум само таков затоа што уживам да работам. Стварно, убаво ми е све, зависи што перцепираш као работа. Као ја зимаме Кике за пример, многу работи што она ги перцепира као работа, ја ги перцепирам као забава, мислам, не дека не ми допринеле ништо, али дипак ги не ги сметам за работа, така да затоа селектирав од центар. Непријатно ти е од емоции, вреднуваш емоции, многу вреднувам емоции. Дури премногу вреднувам емоции. Дури може би претерано често пробувам не да ги сокријам, ама да не се наслонам толку на емоциите, да не ме поведат емоциите толку во одлуките. Така да ќе оставам тука. Сакаш да настапуваш пред други, не сакаш да зборуваш во јавност. Мерак ми. Стварно ми е мерак да настапувам. Тоа е тоа. Сакаш да знаеш кој, кога и што, сакаш да знаеш зошто. Поише сам да знам зошто. Секад ме интересира причината у све. Сакам да знам и кој, кога и што, ама причината поише ме интересира, така да тука ќе идам. Следно, дел 2, прашања за афинитет кон дигитални вештини. Овој сет на прашања ќе ти помогне да ги пронајдеш најбараните дигитални вештини според твоите афинитети и персонални карактеристики, како на пример што сметам дека во денешно време секој човек треба да знае Photoshop како што треба да знае англиски јазик. Или не се работи за такви дигитални вештини, може тресам глупости. Според одговорите на 30 прашања, ќе добиеш најпогоден предлог за најбараните и најактуелните професии во дигиталниот свет, изработен од тимот на Brainster. Одговорите со облажување на скала од 5 звезди, каде една звезда значи дека е најмалку. Добро да, окей, да, до сега тоа го правев, мислам, со рангирање, со скала. Сакам да навлезам во најситни детали кога истражувам за нешто што ме интересира.
Зависи колку ме интересира. Малце се дискутабилни прашањава, али ќе одговарам гледано според статистички според минати искуства. Сакам да навлезам у детали кои истражувам за нешто што ме интересира, зависи колку имам време. И зависи колку ме интересира, мислам, јеби га ако не ми носи леп. Тие ми се годините кога сакам да заработувам и да штекнам за да можам нели кога конечно ќе се пензионирам и имам 89 години да можам на рад да ги трошам парите на лекови. Работите најдобро се разбираат преку приказни. Да, и преку примери, фиктивни, реални, било какви дефинитивно. Во предвид го земам мислењето на другите. Секат. И поштоем сечие мислење колку и да е дегенско, сакам да изслушам и сметам дека колку и да за мои стандарди, колку и да сметам дека некој човек е глуп, го поштоем неговото мислење затоа што му идам според чувствата, сваѓаш као он не мора да разбира одредени работи за да може да чувствува. Скроз земам предвид сечие мислење. Трпение, спасение, inner peace. Зависи до кој степен, педер. Сега не можам ја да чекам нешто што гледам дека не иде. Ама трпение, спасение поише се користеше за кога знаеш дека ќе биде, ама едноставно почекај го да си дојде. Не се напињај, сега да кажа. Така да, трпение, спасение, мислам сум го користел. При она што го спомнав со лењето памет на луѓе, кога сакам да ги поправам луѓето, често сум ја користел таа чизи фраза. Мислам, станата е чизи од премногу користење. Ја судам книгата и по корицата. Реално? Битно е, али како што преска кажав, ако сакам да навлезам у нешто, ако ме интересира, ќе навлезам у срањето, али дефинитивно битна е корицата до овој степен. За мене. Редовно следам вести и новести од сите области, како од земјата, така и од светот. Следам само за да имам материјал за мимање. Толку. Пошто перкур ме боли што се дешава. Искрено неам време да се замарам за такви срања. Многу лесно ги читам другите и можам да предвидам како ќе реагираат. Зависи од тоа колку сум го испитал, али ако доволно сум го испитал, лесно ги. Мислам, знам што да очекувам. Во избор на храна секогаш повеќе сакам да пробувам нови работи. У задње време сум ваков, али киќе ме натера да бидам ваков. Мислам, сум променет, имам земен од низиниот карактер, ама у период на транзиција сум. Тоа ми е најак одговор. Можам брзо да се прилагодам помеѓу луѓе кои прв пат ги запознавам. Да, скроз. Лесно го убедувам друштвото да ја прифати токму мојата идеја за активност. Претежно не имам идеи за активност. Не сум наметлив човек. Сакам да угодам на сите и оставам првин другите ако имаат идеја. Ако немаат, ќе смислам нешто, не е толку фрк. Уживам да решавам загадки. Доволно ми е малку време за добро да се подготвам за тестирање или испит. Back in my days. No. Најверојатно не сум го учел тоа што сум сакал да го учам. Сум мислел дека сакам, испаднало дека не сум сакал и заради тоа ми одземало подолго време од потребно, али како што кажав ќе одговарам во однос на претходни искуства. Покрај општо прифатениот пристап за некоја работа, сакам да пробам и свој. Секат. И ако не испробувам мои ствари, не сум ја. Не е моје делото, не е моје. Никогаш не ги пробувам раковите и не импровизирам со крајниот резултат. Гледам да не ги пробувам раковите, ама сакам да има нешто мое, што ќе означи дека делото е мое на крај, така да тука или тука сум, кој ќе се стисне тоа. Никој, најде. Кога нешто ќе ме заинтересира, знам да заборавам колку часови поминале читајќи за тоа. Пак зависи колку имам време и колку може да ми профитира срањето, така да си го штедам времето. Факен скапо ми е. Ќе ти го изгасам компјутерот. Не дека не можев уште преска само на мјут да ставам, ама. Дај некоја таква прашање, ајде, како се справуваш во одредени ситуации со која нешто ти смета. Многу често се ставам во тугите чевли пред да донесам заклучок. Ова ми е најголема доблест. Не знам ни дали е доблест, уствари може да ми е мана, пошто многу често знае да ме вознемири, али ставање у туѓа кожа, како да ти го објаснам, пер, до тој степен што може да ми се класифицира како мој спешалти, онака моја мок, како ако да бев суперхерој, ова ќе ми беше мокта. Ставање у туѓа кожа, туѓи чевли, whatever. Формирам мислење за луѓето според нивниот Инстаграм профил. Не лажам, жими се не лажам. Знам дека ова би било многу комон одговор, дури и на тие што не го сеќаат стварно, ама јас стварно го сеќам. Кога двајца се расправаат, ги согледувам двете страни, без разлика кој ми е поблизок. За жал, вистина е вака, можда не треба така да се понашам према другари, али никад не сум пристрасен.
Дури пробувам онака тие што не ми се толку блиски да ги одбранам пред блиските, мислам зборам као на само. Успеам да се ставам во кожа на тој што не ми е близок и пробувам да сватам како тој размислува за да можам на мојот близок да му објаснам да му као дами, као замислен противник, онај спаринг, на мене да се вежба. Така да уште поише пробувам да ги разберам тие што не ми се блиски, затоа што ми е тактика да ми помогнам на тие што ми се блиски. Верувам дека постојат повеќе начини за да се стигне до едно решение. Да, као да, верувам дека сервирањето на храната е еднакво важен дел колку и подготвувањето. Тука сум. Ми оди од рака се што е со бројки како математика, статистика. Кога мислев дека ми оди све што е како математика, статистика и шет ствари со бројки, тогаш сватив дека сум се заебал во животот и дека јас вистина не сум таков човек, не сум таков карактер, so sorry. Да го решав на 19 години квизов, ќе бев тука. Пошто мислев дека сум ова, испадна дека не сум. Често размислувам како ќе изгледа светот за 20 години. Дечко, ја често размислувам како ќе бидам закопан кога ќе умрам, мислам јеби га се, имам морбидни мисли, ама не се ни морбидни, it's reality. Гледам дека многу луѓе пробуваат да се соочат со нивните стравови за да ги надминат. Епа, јас буквално вчера го сфатив дека јас со мојот страв немам шанси да се соочам затоа што мислам за да го надминам тој страв, ќе мора да го доживеам и на тој начин да се соочам. Мојот страв е старост. Мислам, покрај што се као неизлечиви болести и смрт, мојот страв е старост и немам као да осетам старост пред да бидам стар. Пример, ако се плашам од пајаци, ќе ми стават пајаци едно друго, свегаше за да се престрашам, али од ова немам као да се престрашам, тоа е ќе си созревам, може многу детско размислување, ама fuck it, мислам, тоа е. Искрен сум, не се ни срамам од моите стравови. Имам потреба сам да се уверам во одредена работа. Да, додека не видам сам, не верувам на ништо. Имам повеќе хобија, често не поврзани едно со друго. Да, ама наоѓам начин да ги поврзам, така да тука сум негде. Немам проблем да учам работи затоа што морам, иако не ми се интересни. I can't. Вика, мене требаше на факултет да се запишам као никад. Најчесто прв ги забележувам деталите кои ќе ми го откријат убиецот во филмот. Да, ама не сум секато право, така да тука негде сум. Во друштво јас сум тој што најчесто ја смирува топката. Секад. Мислам као интересно ми е да се расправам, али ја расправи ја го доживувам као дебата, не као кавга. Сам да се расправам само за ентертејнмент, не за да се скарам или било што, така да јас сум тој што као chill the fuck down. Знам добро да ги приоритетизирам обврските, тоа ми помага да ги завршам на време. Не многу добро, поише се тркам со обврските, повеќе сакам групни спортови одошто индивидуални. Што треба да селектирам за да кажам дека не ќам никакви спортови? Не знам, у средина ќе селектирам, не сум спортски човек. Многу лесно знам да се вклопам во разговор со различни типови на луѓе. Да, и многу често сум се вклопувал во разговор за теретана, за коли и за фудбал, како што кажав, не знам, спортови, иако уопште не ме интересираат тие теми, ама сум знаел толку онака површни ствари доволно колку да влезам у муаветот. Оваа карактеристика не си ја сакам, ама вака е. Фаќа. Ќе го сменам на четворка затоа што у последно време пробувам да не бидам таков. Последен дел за тебе, за мене, само што 4 кратки податоци те делат од персонализираниот резултат за типот на личности, кариерни предлози добиени од оваа мокна алатка за кариерно насочување на Brainster. Прочитав и се согласувам со условите за користење. Јава мора да го исчитам, мислам како што да не испадне сум лажал у претходните овакво, се враќаме по рекламите. У принцип многу повеќе податоци сум ги давал кога сум си минјал апликации на телефон, така да не може ништо полоша ми се деси. Иван Ајнштајн, години ќе го блурнеме ова. Машко, женско, друго. Машко со добар дел на женски хормони у него. Ама пак тежнеам кон машко затоа што така ми пишува во изводот. Дали имаш завршено факултет? Студиите ми се на пауза. Не бе, каква пауза бе, еби си ман. Одбери кариера. Само да ги искролам. Уметност, каква уметност? Уметност пер. Све спа ги уметност. Мислам дека сите три работи што моментално ги работам можат да се спојат у една кариера што се вика уметност. Во кое поле е твојата работа од соништата, брат? Уметност, не знам. Уметност? Мислам, да, реално, го правам тоа што го сакам. Затоа сум среќен и задоволен, мислам, не се жалам. Топ ми е све. ИСТП техничарот?
Шо? Како тип на личност се флексибилни, брзи и практични во решавање на проблемите. Добро, воздржани се, но не и повлечени. Тоа е тачно, таков сум. Понекогаш знаат да станат непредвидливи и импулсивно да реагираат во дадени ситуации. Стварно сум ваков. Во период на транзиција сум, ќе се подобри ова го сметам јас конкретно за негативна карактеристика, што еве не сум знаел дека ја имам, ама кога ќе размислам подобро, можеби ја имам. Кога се ставам од туѓа кожа и се гледам сам себе, признавам дека ми се дешава ова. Знам да бидам некад импулсивен, ама ќе бидам подобар, се трудам. На работа се мотивирани од можноста да направат нешто практично и да ја имплементираат својата техничка експертиза. Да, својата техничка експертиза, на начинот на кој што јас знам да го направам срањето, ја да го направам така. Сакаат да работат на задачи од кои крајниот резултат е јасно видлив. Ова не е точно. Некогаш, уствари, да, си го планирам крајниот резултат, ама да, кога се работи за работа, сакам да си го испланирам и да знам што да очекувам од крајниот резултат, али кога што го кажав примерот дека се забавljам доста често додека работам, немам поима, сум почнал да работам едно нешто, искочило нешто сасвим друго, што јевика не сум го очекувал, али пак не ми е тоа главната работа, сакам да ми стане главна работа, али ете, отом потом ќе видиме. Најчесто бараат професии каде што може да ги употребат своите вештини, детално анализирање и логика, точно, во решавање на практични проблеми. Океј, реално сите професии може да се искористат детално анализирање и логика. Знаеш што најверојатно ја сутнав, јас не анализирам толку. Јас анализирам ствари кога едноставно нешто ме интересира. Еве конкретно за YouTube не анализирам ништо. За музика и тука и таму. Поише анализирам ствари за да можам да се вклопам у сите муабети. Свеж тие две прашања можам да ги поврзам. Не се пронаоѓаат во бирократскиот систем и сакаат работна средина која е флексибилна и не е врзана за биро. Да, јас сум релативно врзан за биро, ама не се осеќам како да сум врзан за биро, пошто ми е стварно креативна работата што ја работам и не би кажал дека оваа работа ми е врзана за биро. Свеж кога ќе влезам ја во тој свет, можда не движам многу физички, ама дефинитивно движам премногу со идеи, со размислувања, со испробување на нови ствари, не е она да седнам и да искуцам нешто механички или да пратам некои мејлови механички или да барам лидс, да продавам нешто, такви ствари. Повеќе се фокусирам на тоа како ќе ми изгледа делото што ќе го направам, така да ќе кажам дека ова е точно, мојата работа е флексибилна и не е врзана за биро. Врзана за биро е уствари наводници, можеби за џаве го зборев све ова. Силни страни, енергични оптимисти. Не сум ја оптимист. Не сум оптимист, јас сум реалист, мислам дали стварно сега дознавам работи за мене што не ги знам. Стварно не сум оптимист, јас сум реалист кој што повеќе тежне е кон песимизам, за секогаш очекувањата да му бидат помали од крајниот резултат, за никогаш да не биде разочаран. Тоа сум ја. Практични, окей, да, спонтани, тачно, рационални креативци, одлично се справуваат во кризни ситуации, релативно, кога е тука киќе, уште поодлично, знаат како да приоритетизираат и да се релаксираат. Не знам зашто пак пробувам да кажам што од ова е точно, што не е, кога јас веќе си кажав по прашањата што ги одговорив. Техничар, можда и не требаше да станам јутубер. Може се зајавав. Еве надале кога ќе скролнам, ми има најпогодните професии за мојот тип на човек. Пилот, воено лице, програмер, графички дизајнер, може, тоа поштојам. Детектив, окей, доста добро. Дата сајентист, Nope. Машински инженер, техничар, автомеханичар. Само што си знаат гомна за коли да ти дека не знам, капетан, софтвер тестер, можда. Трио да би можел да ги прифатам. А ова шо е? Како би се понашал во тим, како би се понашал како лидер? Бараат да допринесат со конкретни постапки кои можат веднаш да се имплементираат. Само што јас сакам да бидам тој што ќе ги предложи стварите, а друг да ги направи. Јас тука дај ми нешто да црткам, да анимирам. Кога работат се фокусира и на задачата, а не на луѓето во тимот. Тачно, факи луѓето во тимот. Остави мене да си го сработам мојата. По природа се повлечени, немаат потреба да се истакнуваат. Искрено некад
чувствувам потреба да се истакнувам, ама не се истакнувам пошто ми е срам. Вајда, ја така се осеќам. Во тимот внесуваат ефикасна енергија која ќе увидат можности, потреба да превземат некоја акција. Ти благодарам за пофалните зборови. Навлегувам во сршта на проблемот, тоа е тачно. Океј, да, ова е доста тачно за мене. Најчесто сакаат да работат без да губат време во апстрактни дискусии или во информирање и брифирање на другите. Да, зависи колку време имам. Ако имам доста слободно време, знам да потрошам и на другите, само за тоа што обожавам да зборам. И ова доста често знам да си го земам како изговор, дека чекај, јас тебе да ти објаснам, а ствари само сакам да зборам. Јеви га, имам гени од мајка ми, шо да правам. Релаксирана работна атмосфера, спонтаност, без строги правила. Океј, да. Јас сум за во тим. Имаат одлична смисла за хумор. Фала брат, леле волку поволни зборови. Мајка ми нема кажано шо ти. Јас сум за работа во тим? Да, сум за работа во тим затоа што сакам некој друг да ми ги средува административните работи, а јас да се фокусирам повеќе на креатива, на такви работи. Ненаметливо знаат со шега да избегнат конфликтна ситуација. Пример заради такви шеги во конфликтна ситуација имам раскинувано затоа што сум бил као несериозен. Кој вебе? Јас како лидер. Во позиција на лидер овој тип на личност со своите колеги се однесува на начин кој самиот сака да биде третиран. Тачно? Да, релативно затоа што сум емпатичен. Не ми било тоа најдобрата работа што можам да ја направам, пошто сум се заебувал со тоа, го искористувале тоа. Сакам према сите да се понашам као што би сакал да се понашаат према мене. Мислам, тоа ми е многу добра поговорка на него прави на другите. Тоа што не ќе штеве да ти го прават еншет. Секој треба да има таа емпатија за луѓе. Мислам дека тоа е доста клучна карактеристика што може да го направи еден човек да биде добар. Тие помеѓу колегите оставаат неутрален впечаток за својата улога како менаџери, бидејќи не поставуваат строги граници и не зборуваат многу. Океј, да, би бил тоа. I don't feel like it. Не можам да се замислам као лидер, ама океј, вајда би бил ова. Луѓето кои припаѓаат на ИСТП типот на личности најмногу се истакнуваат со тоа што се добри слушатели и имаат практичен и фер пристап кон решавање на проблемите. Полесно им е да водат поставувајќи се себе си како пример кој напорно работи, да, отколку да објаснуваат како нешто треба да биде направено. Да, fucking да. Што се возбуди фебате, ама да. Тука многу голема улога играат и парите, колку си платен за таа работа. Ти, да, ја ќе те мотивирам тебе као лидер. Еј, ти можеш ова да го направиш и ти стварно знаеш дека можеш тоа да го направиш, ама ја го немам доволно да те платам. Ти можеш мене да ми кажеш Иван, можеш да ме опушиш. Треба некој баланс да има и тука. Тие најдобро водат тимот колеги кои се независни, имаат искуство и врз база на истото лесни самостојно да несуваат заклучоци. Ја, океј. Затоа не сум лидер, пошто не можам да најдам такви луѓе. И тоа не обвинувам никој друг, туку се обвинувам сам себе затоа што сум многу терсен. Многу. Не можеш да ме научиш. Премногу сум чуден, факет, мана е, која што си ја почитувам и си ја сакам, зашто стварно тоа сум јас. Тука има и други некои статистики, други вакви личности се Майкл Джордан, некој што не го знам, и Топ Круз. Еве интересни информации за ИСТП. О мај гад, јас сум помеѓу типовите кои најчесто не завршува факултет. Не сум изненаден. Типовите на личност кои најмногу сака да учи практично. Ова знаеш што е? Ова ти е научно докажан хороскоп. Педер. Ова е хороскопот во кој што јас верувам. Најзастапен тип на личност во правниот систем, војски и технички професии. Жал ми е за вас, други Ивани out there. Во правен систем, во војски и технички професии. Тип со најголема можност да доживее срце в удар. Може би сепак премногу се вознемирувам. Како и да е, ако некој сака да си провери дали професијата му е добро уклопена со неговиот карактер, или ако некој уште се пишмани што сака да биде кога ќе порасне, и оставам линк во description од квизов, бесплатен е, кој сака може да го реши, се решава релативно брзо, ако не го размислуваш волку, и можеш да си откриеш доста работи кои што не ги знаеш за себе, као јас сега. Доста му верувам на квизов затоа што стварно ги имам сретното, ти викам ги имам учено овие работи кои што, нели, типови на личности и курци палци. Тоа што е направено од Brainster уште поише ме убедува дека е стварно legit звеш квизот, дека не е цинцири-минцири каква саксија си ти. Пошто се знам со доста луѓе кои што имаат завршено на Brainster академија и ми се имаат онака баш пофалено дека им помогнале од таму да си најдат работа за што и да учеле. Го решите квизот, пратете ми, не знам, Instagram, Twitter, кај сака да пишете ми или тагнете ми или било што, не знам. Кој начин да го преферирате за комуникација со мене? Сега не правам комбинации со различни одговори затоа што стварно сакам да видам и други типови на личности. Баш ми било интересно ако на некој му испадне истово, тоа значи дека сме стварно compatible и можеме многу муабет да имаме заедно. Така, we can be friends. Затоа пратете ми
проста причина што стварно сакам да исчитам други резултати на други шови дало. Не знам дали уште да снимам, затоа што стварно мислам дека одамна го завршив видео во Рете, Иван, ти си и са ТП техничарот. Може да мрдам? Океј.